Во општина Кривогаштани започна да се гради уште еден откупно-преработувачки капацитет. Во рамките на индустриската зона кај селото Славеј, компанијата Доел Стефан, инаку дел од локалниот бизнис сектор, стартуваше со изградба на својот прв производствен погон, каде ќе бидат сместени ладилници за одложено складирање на земјоделските производи. Новата инвестиција вредна 1,5 милион евра ќе се реализира на површина од 3000 метри квадратни, а градежните активности треба да завршат во рок од една година. Ова е втора од вкупно трите откупно-производствени капацитети од областа на земјоделството за тековната година. Наскоро, според градоначалникот Тони Затковски, ќе стартува уште една фабрика за преработка на зеленчук и овошје, инвестиција која е во завршна фаза. Станува збор за фирмата Бакалески Промет, која рестартира индустријски погон во објектот од некогашното земјоделско училиште во селото Славеј. Инвеститорот планира со откуп на зеленчук од околу 500 тони да започне уште во текот на актуелнава сезона, а наредната година ќе стартува откуп и преработка на овошје. Покрај овие две инвестиции кои се во почетна или завршна фаза, најголемата земјоделско-производна преработувачка иницијатива од компанијата ВЗ Шари се реализираше пред неколку месеци со обезбедување на концесија на над 550 хектари земјиште за продукција на пченка, наменета за одгледување на добиток, кланица за бикови и сушарница. Инаку во општината, заедно со веќе постоечкиот погон за преработка на зеленчук на Кривогаштани Промет, функционираат 4 извозно ориентирани производни капацитети. Со ова, Кривогаштани прераснува во агроекономски центар во западниот дел од Македонија. Да одговори на зголемениот интерес од инвеститорите, општината веќе донесе решение за проширување на постоечката индустријска зона кај селото Славеј. Воедно, според најавите од локалната самоуправа, ќе се формираат и две нови, едната во близина на веќе постоечката зона, а другата кај населеното место Боротино.